Продолжуваме понатаму со нашата утринска програма. Она што ќе следува за крај е еден убав интересен разговор. Ќе зборуваме со Маја Волф, која што е собственичка на брендот Фантазија. А Фантазија има една убава приказна, можам да кажам слободно и една семена традиција е испреплетена во оваа приказна, ама многу повеќе ќе слушнете од нашата гостинка Маја Волф, која што е собственик на брендот Фантазија. Маја, добро утро официјално. Добро ни дојдовте за прв пат во телевизија Алфа, еве вака во живо да си направиме убав разговор за вашите рачни и можам слободно да кажам уникатни изработки. До сега работевте преубави изработки од дрво, така, и од глина. Имаме малку производи овдека на масичката. Еве јас ќе го покажам прво овој преубав лампион, ама потоа во текот на емисијата ќе имаат можност гледачите да видат и фотографии, да видат и видео и дел од овие тука преубави производи. Како започнува вашата приказна за Фантазија? Како се раѓа Фантазија? Прво, добро утро. Ви благодарам многу на поканата. Многу ми е мило што сум дел од оваа убава атмосфера. Фантазија се роди всушност во мом откако станав мајка и сватив дека тоа прекрасно чувство, но ми фалеше уште нешто односно во поглед на кариерата. И се запрашав кога би можела било што на светов да работам, што би било тоа. И сватив дека токму на сега што го правам на наше подијабне е малце, па да речеме, да не толку се вреднува уметноста како во странство, но сепак решив дека ќе се го следам сонот и ќе го правам она што го правам со љубов, тоа е сликањето. Се започна со слики на платно, подоцна на дрво, ѕидни мурали, сликање на мебел и изработка на скулптури, производи од глина, кои подоцна ќе преминат во керамика. Така. Тоа е за она што ќе се случува во наредната година, ама за тоа ќе се зборуваме потоа. И сега имате и една традиција, може да се каже, една семена традиција кога станува збор за грнчарството. Тоа е еден занајат кој што веќе за жал некако е во изумирање, ама повторно вие некако го воскреснувате, можам да кажам. И убаво е така, еве вака што млади творци, уметници, ракотворци ги возобновуваат овие наши веќе подизумрени занаети. Ајде малку да позборуваме за вашата семена традиција. Потекнувате, впрочем, и од грнчарско семејство. Да, од грнчарско, односно баба ми е од семејството Грнчаровци од Рачево, што е познато и старо семејство. Прадедо ми се занимавал со грнчарство и в генерации пред него. Тоа завршува во 68 година, кога веќе доаѓа некој помодерен свет и сите престануваат, но после многу години јас како внука решавам, освен она со уметност што се занимавам, поточно една моја пријателка сакав да почнам да цртам на чаши, тањери, нешто нели што беше модерно. Актуелно што е. Да. И една пријателка ми рече, а зошто не ги изработуваш? И тогаш ми светна во глава дека всушност јас целиот мој живот сум растана имам едно малецко како грнче, прадедо ми што го изработил и цел живот купувам керамички производи и уште како дете сегаш ми било интересно. И сватив дека уствари тоа е тоа што јас уживам да го работам. Пробав на тркало како би изгледало, се запишав на курс. Чувството е, не знам, магично. Најубавото нешто. Слушав кога зборувавте со нашиот прв гостин за тоа чувство, дека тоа ве потикнало и потоа ќе зборуваме за грнчарството. Јас би сакала, еве, може да го проследиме видеото. Гледам видео, може колеги да го пуштиме видеото. Ова е ваша изработка, така? Да. Која што е од глина. Да, така? Ова се кукички од глина. Прво почна со приказна, така почнувам со се, затоа што се што изработувам е дел од мене, дел од моите спомени, од мојата фантазија, затоа се вика брендот, затоа што јас бев девојчето со бујна фантазија, така ме вика, па решив да си ги искористам сите тие работи. Ова се прво напишани се имиња за секоја кукичка, секоја кукичка има своја приказна, потоа направен е нацрт како да изгледаат. Во секоја кукичка имам вложено минимум по 12 часа работа без времето за сушење.
и сакав да ги донесам баш на магијата, зашто за мене божикните празници представуваат топол дом исполнет со светлина, топлина, смеа, нешто што мајка ми го правеше за мене, нешто што јас го правам сега за керка ми, и сакав тоа да го принесам таа магија на сите, затоа што главната цел на мојот бренд Фантазија е да го разбуди детето во сите возрастни што некогаш веруваше во магија и веруваше дека се е возможно. Затоа што мојата цел е таа емисија дека се е возможно, верувам во тоа и дека постои магија и се уште му пишам писма на Дедо Мраз, затоа што кога детето во мене живее, тогаш функционира креативноста и можам да го правам се она што го правам. Овие се кутички од ова видео, имаме и тука во живо донесено. Овие се конкретно кутички сега актуелни за новогодишните и за божикните празници. Моментално каде може да се купат? Учествувате на некој базари, бидејќи има многу базари низ Скопје? Сега сум на Блиц базари, се спремам за следната година. Дел од моите производи може во Веро Џамбо овие денови ќе ги има, тоа ќе трае неколку дена. Тоа ќе бидат овие кутички што ги сега ќе ги овие се сега вака во живо, преубави кутички и се гледаете така дели од дрвениот лампион. Значи, овие божикни, новогодишни, од глина се кутичките изработени. Еве, јас и вака ќе ја покажам оваа до мене, ја земав, мислам дека е таа од видеото можеби. Преубава навистина, односно вака ќе ја свртам од оваа страна, бидејќи има нешто внатре. Внатре се сијалички, секоја кутичка се доаѓа со сијалички кои ќе направат она баш магијата и атмосферата која имам замислено. Така, да свети, така. За како што треба за Нова година, кога сме веќе тука да ги покажеме и овие дрвени лампиони, ова се е рачна изработка и се е уникатно. Зборувавме тоа претходно дека за некои работи ви се потребни, ми кажавте, и 1 месец можеби за изработка, или тоа ќе биде кога ќе почне со другиот, со новите производи. Со новите производи. Ете така. Ова се навистина преубави, еве, уникатни лампиони. Да, тие се од Хари Потер колекцијата, односно сцени од првиот филм Хари Потер, Божикните. Преубава. Преубава. Сега, Маја, нема да зборуваме сега само за овие, нели, новогодишни и предновогодишни украси. Вие преку текот на целата година си изработувате и тематски. Сега тука би ја замолила режијата да си погледнеме, имаме и фотографии од тоа што Маја изработува во текот на целата година. Значи, не се само овие новогодишни. Што изработувате друго? Освен овие кутички, лампиони, до сега? До сега бев сконцентрирана повеќе на слики на платно, сликање на ѕидови, сликање на мебел, односно на дрво, маси и слично. Она што го правам, односно што ме мотивира најчесто е фантазија, односно независно дали се книги или филмови, нешто од мојата фантазија, но всушност поентата е да се долови магијата на надвор од нашето секојдневие, нешто што ќе наоднесе во друг свет, кај што барем малку ќе ни олесни од сите оние обврски што ги имаме секојдневно, од сите предизвици што ни се случуваат во текот на денот. Така. Сега она што ќе биде, сега да прашам само од кого учевте? Кажавте дека само сум. Сама, така? Да, сама. Значи, талентот е нешто во вас што си го носите со себе. Па и мајка ми, баба ми, прадедо ми, генерацијски нели наследен ми е талентот, но тоа е баш она некоја енергија. Ми се случува на моменти да цртам, да сликам, да создавам и како да ги гледам моите раце како да прават, како некоја енергија и сила да го прави тоа место мене. Точно знам што каде и како треба да се направи и баш она магично. Значи нешто ве води. Нешто ме води. Сега да кажеме она што ќе биде ново од вас во новата година, тоа е грнчарството. Значи ќе почнете да изработувате производи од керамика, да. Така, керамички производи кои што ќе бидат уникатни и можеби единствени на пазарот, и за тие е потребно повеќе време за изработка, веќе печката е набавена, треба да пристигне и тоа тркалото што слушав што си правевте муабет со господинот претходно. Како учевте за ова, значи за изработка од керамика, колку е тешко и што ќе изработувате? Што ви е во план да изработувате во вашата фантазија?
оваа година ја завршувам со тоа што отвори фирма и се водам како грнчар за наетчија, што ми е искрено многу мило. Ќе почнам со изработка на керамика, односно процесот трае долго, речиси 1 месец, затоа што треба да се изработи. Ќе правам чаши, тањери, вазни и слични производи во зависност од тоа што ќе ме инспирира во моментот. И нема да има два исти производи, нема така? И невозможно е да има два исти кога се работи со раце нормално, секој е различен, во секој е внесена она мојата енергија, она што поминува преку мене, што се канализира за да ги создадам баш тие производи. Процесот е долг, трае речиси месец, се изработува, па се суши, па се шмиргла, па се бои, па глазури се стават, па повторно се пече, па ако има златна боја повторно, и тоа така доста комплициран процес, но јас уживам во тоа и навистина ми нема нешто поубаво, затоа што фантазија за мене не е само бизнис и бренд, фантазија сум јас, фантазија дел од мене, и дури е многу интимно на некој начин, затоа што овие производи што ги продавам, ги создавам како дел од мене и она енергија што ја чувствувам, и кога ќе се изложи, па да речам дека може и треба на почеток и храброст, затоа што нешто толку свое да се покаже пред светот. Да. Гледам, може би вие не приметувате, ама јас и додека си бевме тамо во холот на телевизијата, и тука со каква љубов, со каква една емоција, со каква една енергија зборувате кога зборувате за овој ваш бренд. И верувајте, тогаш ќе има успех. Кога човек работи нешто со толку страст, со толку љубов, ќе има успех. Јас ќе ви посакам многу успех во наредната година. Сакам да кажам дека овие производи ќе бидат уникатни. Да, ќе се продаваат и надвор. Тоа ви е во план да се продаваат и надвор од границите на Македонија. Да. Вие сте активна на социјалните мрежи, по оние сега вие младите како ги викате помодерно рилчиња, ако убаво се изразив. Такви куси видеа нели си споделувате, сето тоа е дел од маркетинг и така може да се продаде најубаво еден производ, а меѓутоа до сега додека работите, зашто има најмногу интерес? Што најмногу бараат вашите купувачи? Па највеќе интерес има за керамичките производи. Имам нарачки и слики. Мислам дека некој треба да го види, да се поврзе и со приказната и со продуктот за да го порача. До сега работев со можност за порачка на одредени, но од сега ќе биде она што јас ќе го создавам, ќе биде изложено и кој ќе си се пронајде во нештото, ќе може да се го купи. Да. Мислите ли оваа традиција, бидејќи имате керкичка така, добро, Да. се уште малечка, 3 годинки, мислите ли дека оваа традиција може да прерасне семена традиција потоа и како еден семен бизнис? Дали има можеби некој афинитет кон уметноста сега? Се надевам, зашто за 3 години многу убаво црта, работи, јас која работам со глина, на работи со пластелин, ми помага и се викам, мама, правиме бизнис. А од каде кај вас Маја љубовта кон уметноста? Се сеќавате ли можеби на вашето прво уметничко дело? Што изработивте прво? На која возраст? Предпоставувам тоа било некоја слика, некој цртеж во детска возраст. Во забавиште, мислам дека беше, памтам една црна, не ми текна скоросна сликата како изгледаше, една црна и знам многу ме пофалја. И професорката Поликовна во Вераци Ревире завршив основно, ми беше огромен ме поддржувач и мотиватор, ме запишуваше стално на кога имаше надпревари, учествував доста и во надпревари и јас откако памтам за себе цртам, сликам, си правам фигури од сапуни, правев фигури, ги резбав, со глина, со се и се што и веројатно и мајка ми исто се занимава како хоби со уметност, изложби си правеше. Баба ми има раскажувано, дедо ми како работел и така некако природно, како дел од мене, откако памтам за себе. Така. Сега во нареднава година ќе имате и веќе се подготвува ателјето, така можеме да кажеме дека ќе биде едно убаво катче, еден убав простор каде што сето тоа ќе функционира. Ние секако како телевизија ќе дојдеме, бидејќи си добивме покана, нели? Да снимиме тоа кога ќе биде се готово, како ќе изгледа на крај, нели? Изработено. Што би сакале, еве сега, да кажам, учество на базари и имате до сега и учество на некои работилници? Блиц само, на работилници немам се уште учествувано, затоа што повеќе работам сама и така ми е
ми е поубаво, затоа што кога ќе ми дојде, независно дали е некогаш и ноќе во 12, и кога ќе ми дојде инспирација, тогаш сликам, зашто се работи за уметност. Не можам да се сконцентрирам и мора сега и се од толку до толку да се работи, работам кога ќе ми дојде. Маја, планирате да работите по нарачка? Она што е познато custom made, дали ќе може така или едноставно само тоа што вие ќе го нудите, тоа ќе се... Па кога ќе почнат колекциите да ги кажам, односно почна 8 март, па Великден, како ќе одат тие колекции, ќе има можност за неколку продукти со ограничен број да бидат по желба изработени. Нормално јас ги правам скици како би изгледало, но доколку некој има некоја желба, може да се направи нешто, но во текот на изработката. Така. Меѓутоа, повеќето сте фокусирани на она што е ваше, што е ваша инспирација. За сите заинтересирани кои што не гледаат во моментов, каде и како може да ве најдат вас и овие ваши преубави производи? Донесовме сега новогодишни, видоа низ фотографиите дека не се само за Нова година, туку дека изработувате се за секое време, веќе си направивте и план за следната година. Да, имам цела година, следна ми е речиси испланирана што како ќе се работи. Може да ме најдат на Инстаграм, тоа го користам, таа социјална мрежа, Фантазија Арт МW. И тука го има вашиот телефон за контакт, каде што може и телефонски и секако да најчесто со пораки комуницирам, пошто нели така ни е полесно на сите, но може го има и телефонскиот број, може и така. Добро, тука сме веќе на крај на разговорот. Би сакала новогодишна желба една да кажеш на публиката или да им посакаш нешто на гледачите? И да се одјавиме полека. Да, би посакала на сите среќни, магични, новогодишни божикни празници, да верувате во магија, да го разбудите детето во вас, да му напишете писмо на Дедо Мраз, зашто Дедо Мраз не носи само играчки. Така е. И да имаат фантазија и да веруваат во својата фантазија, бидејќи кога тогаш ќе се исполни. И јас сакам да верувам во таа убава магична магија, како што ја викаат новогодишна, предновогодишна, и си верувам во Дедо Мраз, и ако имам веќе 49 години ќе полнам за некој ден. Благодарам многу што ова утро беше заедно со нас. Посакувам твојот сон во 26-та година да се оствари, да профункционира таа грнчарска работилница, ако убаво се изразив. Ќе дојдеме следен пат ние кај вас во вашето студио и многу здравје пред се, а друго се ќе си дојде на свое место. Ви благодарам на поканата.